мисла, сон и неостварена желба, или само каприц на човекот од атомското време. Живејќи со фуриозно темпо, денешниот човек можеби со задоволство би се сменил, барем накусо, со човекот кој живеел пред 3, 4, 5 или повеќе илјади години. Ако за ништо друго, барем за поинаквото и посмирено темпо на живење. Да се патува низ времето сепак е можно и остварливо. Потребна е само имагинацијата, за да се замислат луѓето кои во далечните времиња твореле, создавале предмети, а преку нив ги вткаеле нивните мисли, идеи и верувања, пренесувајќи ги сведоштвата за нивниот труд. Во предметите е впишано минатото, историјата. Тие се пораки кои патуваат низ времето, клуч кон минатото и отворена книга со страници кои никогаш не пожалтуваат. И останува само да ги замислиме луѓето кои ги изработиле овие прекрасни предмети во различни временски периоди од човековото битисување на просторите на денешното Скопје. Околината на Скопје уште од најстари времиња представувала привлечно место за живење. Благодарение на поволната географска местоположба, привлечната клима и плодното земјиште. Најстариите траги на човековата екзистенција на овие простори датираат уште од периодот на неолитот, 5000 години пред нашата ера. Инаку на овој простор од неолитот па се до денес се забележува еден долг континуиран начин на живот. Инаку секој период на живење оставил своји траги, како во материјалната, така и во духовната култура. Прошетката низ времето ја започнуваме во Музеот на град Скопје, основан во 1949 година, а од 1964 до 1970 за потребите на музеот е адаптиран зачуваниот дел од старата железничка станица. И од тогаш до денес, како комплексен музеј, ја поврзува дејноста на подрачјето на историјата на уметноста, археологијата и етнологијата во регионот на град Скопје. Преку постојаната поставка во музеот ќе патуваме низ неколку временски периоди. Неолитот, енеолитот, бронзеното, железното време, рано-античкиот период, па се до доцно-античкиот период. А кога се патува низ минатото со помош на предметите, се испреплетуваат реалното и имагинарното, бидејќи во секој предмет човекот внесол дел од себе, од својата креативност, своите соништа и верувања. Допирот пак со предметите кои се создавани низ вековите е влегување во посебен вид каде што видот на материјалот, начинот на изработка, формата, бојата, орнаментиката откриваат многу нешта за предметот. Дали тоа е одраз на локалната традиција, дали е копија, дали е донесен од други простори и уште многу други нешта. Предметите се еден илустративен документ за цивилизацијските промени, преселбите, влијанијата, традицијата, естетиката и секако за поимањето на убавината во одреден временски период. Предметите изработувани во периодот на неолитот, временски период од 5000 до 3500 година пред нашата ера, говорат за креативноста на луѓето, имагинацијата и пред се за нивната поврзаност со земјата, со која биле во директен контакт. Најстарите неолитски населби се појавуваат на истекот од раниот неолит како оформени урбани целини, општествено и стопански организирани и со изградена духовна и материјална култура, во која преовладуваат локалните белеси. Според поновите сознанија, неолитската популација е резултат на долгиот еволутивен процес на постарото автохтоно население од периодот на палеолитот и мезеолитот, што се уште не е потврдено со материјални артефакти. Во периодот на неолитот жената се стекнала со посебен углед и статус, како мајка, родилка, носител на биолошката репродукција, одржување на семејството и определување на потомството. Оттаму функцијата на жената во периодот на неолитот била поистоветувана со култот кон плодноста и култ кон големата мајка Божица, што се гледа од прекрасно изработените фигури од печена земја, на кој што е представена мајката Божица, чија што иконографија привлекува посебно внимание.
Фигурата на мајката на плодноста изненадува со својата убавина и начинот на изработка. Мајката на плодноста била врховно божество во неолитот, што ги раѓало и контролирало водата и сонцето, билките и животните, па дури и самиот човек. Мајката на плодноста раѓа се што постои на земјата, па раѓа дури и мртовец. Затоа во неолитот има на да купувале под подот на куќите, во позиција на фетус, и верувале дека откако мртвиот ќе биде вратен во утробата на мајката, таа повторно ќе го живее и ќе го породи покојникот. Заради ова верување и голем број на садови од неолитот биле изработувани во вид на женски божества, со нагласени гради и брадавици. Божицата на плодноста или Ева од Говрлево е еден од многобројните предмети пронајдени на локалитетот Церје Говрлево. И впрочем 80% од експонатите во постојаната археолошка поставка на Музеот на град Скопје потекнуваат од Говрлево, а 20% од археолошкиот локалитет Зелениково. Локалитетот Говрлево е исклучителен по многу нешта. На еден мал простор регистрирани се 7 хоризонти на живење. Тука е запазен раниот и средниот неолит, кога населбата доживува најголем подем, доцниот неолит, период на стагнација, па потоа продолжува низ следните фази на живење, преку средниот век, па се до денес. Во неолитот садовите кои ги користел човекот биле изработувани од глина, од земја и вода. И секоја храна принесена во садот доаѓа од прегратките на мајката земја. Всушност и глината се меси, како што се меси и лебот. Представата за материјалната и за духовната култура на населението во периодот на неолитот е надополнета и со исклучително интересните предмети кои што биле изработувани од печена земја, со скулптурално антропоморфни и зооморфни представи и жртвеници тесно поврзани со религијата и верувањата. Предметите кои што ги изработувал неолитскиот човек со минимален број на технички помагала им давал форми од реалниот свет кој го обкружувал. Растенија, животни, но и од иреалниот, соодветно украсувајќи ги, внимавајќи истовремено и на естетската страна. Дел од предметите пронајдени на археолошките наоѓалишта ја покажуваат и својата обредна функција. Се користеле при изведување на одредени ритуали. Какви ритуални облици постоеле и на кој начин се изведували познато, но се претпоставува дека обредите биле изведувани во рамките на куќата, во семејството. Жртвениците со модел на куќа се пронајдени на локалитетот Слатина Зелениково, а триаголниот жртвеник на локалитетот Церје Говрлево, заедно со уште неколку ритуелни садови. За креативноста на неолитскиот човек говорат и статуетките, меѓу кои и една интересна фигуринка на бик, камените секири, накитот од школка, ножевите од кремен и аксосите, прекрасни садови од печена земја со интересна декорација. Потоа садовите во кои храната се готвела, се консумирала, садовите за пиење и многу други предмети кои се користеле во секојдневието на неолитскиот човек, 5000 години пред нашата ера. Куќите на неолитскиот човек биле градени над земја од масивна граѓа, со зидови од кал, честопати украсувани со разни апликации. Неолитскиот човек се занимавал со земјоделство и сточарство, земјата ја обработувал примитивно со орудија кои ги изработувал од камен и веројатно и со дрвени помагала. Правели камени секири, ножеви од кремен кои му помагале во секојдневието. Одгледувал неколку видови на култивирани житарици, особено пченица и мешункасти растенија. Какво му било секојдневието на неолитскиот човек, како изгледал неолитскиот маж и неолитската жена, како се облекувале, тука е дозволена дури и имагинацијата. Енеолит е период од човековата екзистенција во кој што настануваат значајни промени во економскиот живот на населението, предизвикани од појавата на рударството и искористување на бакарот. Токму затоа и енеолитот се нарекува уште и бакарно време. Од бакарот се изработувале орудија, накит, оружје,
А сето тоа пак било повод и причина за појава и развиток на трговијата. Почетоците на енеолитот се совпаѓаат со крајот на 4-тиот милениум пред нашата ера и поврзани се со продорот на степско-индоевропските народи, кои барајќи простори природно побогати и климатски попогодни, се поместиле се до Балканскиот полуостров. Населбите во периодот на енеолитот, кој временски се определува од 3500 до 2000 година пред нашата ера, биле лоцирани на подигнати платоа, понекогаш тумби на природно заштитени места, погодни за надгледување и одбрана. Во периодот на енеолитот се изработувале керамични садови за различна употреба, а тогаш гранчарите ја внесувале сета своја умешност и фантазија, како на биконичниот сад пронајден на локалитетот Скопско кале. За следниот период од човековата екзистенција на овие простори, бронзеното време, поради скромните и неуедначени истражувања, ова време останува едно од најмалку познатите културно-историски епохи на преисторијата. За организацијата и за изгледот на населбите во периодот на бронзеното време, како и за изгледот на живеалиштата, нема доволно податоци, но се смета дека тие биле градени на површината на земјата, имале правоаголна форма, биле градени од дрвени колци, поврзувани со трски и прачки, премачкувани со кал и покривани со слама. Што се однесува до стопанскиот живот и понатаму, значајни и доминантни биле сточарството, земјоделството и ловот, како и во претходните периоди на човековото живење. Во однос на предметите, од бронзеното време се изработувале садови и орадија од камен, кремен и коска. Керамичните садови се рачно изработувани, со глатка површина и воглавном без украси. Следната станица во патувањето низ времето преку прекрасните предмети не води во железното време. Појавата и масовната употреба на железото, процес за изработка на оружје и орадија, е главната карактеристика на железното време. Како културно-историски период, ова време влегува во рамките на преисторијата, бидејќи се уште не постојат пишани историски документи. Населбите во железното време биле лоцирани на доминантни возвишенија и биле од градински тип. Погребувањето било претежно во конструкции од камени плочи во вид на циста. Железното време минува низ неколку фази. Периодот од 1200 до 700 година пред нашата ера е долг процес на создавање на етничките ентитети на Балканот, а не фаза е развиеното или полното железно време од 8 до 6 век пред нашата ера. Во него била остварена целосната стабилизација во сите сфери и биле создадени извонредни услови за развиток на локалните вредности. Се јавуваат големи организирани некрополи, во чии гробови се наоѓаат бројни форми на керамични садови со локални обележи, железно оружје и орадија и разновидни облици на бронзен накит. Од неколкуте наоѓалишта во близината на Скопје пронајдени се предмети кои што се користеле во секојдневието и различни форми бронзен накит, фибули, пелекзии, копчиња, прстени, висулци, кои се среќаваат на пошироките балкански простори, познати како халштатски или општо балкански накит. Врз основа на третманот и опременоста на покојниците од некрополите од овој период, не се издвојуваат посебни богати гробови, кои би сугерирале на постоење на привилегирана класа. А ова што го регистрира нашата камера е дел од она што го поседувале луѓето од железното време, пронајдено на неколку локации во близината на Скопје. Дубиче, село Волково, источен некропола на Скупи, градиште село Средно Нерази и градиште село Браста. А предметите потекнуваат од 6, 7 и 8 век пред нашата ера. Мощно впечатливи се фибулите, изработени од бронза, во вид на очила, како и бокалчињата привезоци, кои говорат за естетското чувство на оние кои што ги направиле и оние кои ги поседувале.
Прошетката низ вековите ја продолжуваме и следните предмети не враќаат во времето на раната антика. Светилката пронајдена на Исар Кале, село Студеничен, и толку многу наликува на Аладиновата волшебна лампа, но оваа лампа е многу одамна направена, во 4 или 3 век пред нашата ера. А бајката за Аладин се појавува дури во 10 век од нашата ера, на еден сосема друг простор, во Северна Африка. Во раното античко време населбите од железното време продолжуваат да живеат. Големината им се движи од 2 до 3 хектари. Нивниот просторен растеж, карактерот и архитектурата на брз премин од мали агломерации во населби од урбан тип. Погребувањето било изведено во гробови, изработени од камени плочи, во вид на циста. И според начинот на градењето на гробната комора, идентични се со оние што се употребуваат и во некрополите од раното железно време. Археолошките наоди кои што се сместени во постојаната поставка на музеот датираат од 4 и 5 век пред нашата ера од неколкуте локалитети: Кочкова населба Катлановска бања, Пржали село Варвара, село Орешани и Кале Скопје. Накитот и во овој период имал значајна улога. Фибулите изработувани од бронзена жица се со различни димензии. Сите се со полукружен лак, но со различен пресак. Најголем дел од фибулите се од тракиски тип, а помал број од малоазиско-македонски тип. Покрај фибулите како дел од накитот се среќаваат и прстените, обетките изработени од сребро и белегзиите, меѓу кои со посебна убавина на изработката е белегзијата мониста од стаклена паста, која ја носела некоја господја во 4 век пред нашата ера. Со својата убавина не заостануваат ниту скифосите, амфорите изработувани од керамика. Секој предмет е приказна за себе. Историјата на предметите се менувала заедно со историјата на луѓето. И патувајќи веќе стигнуваме до римскиот период, а преку многобројните предмети кои потекнуваат од античкото Скупи, од периодот помеѓу 1 и 6 век од нашата ера, ќе го оживееме животот во еден од најзначајните и најголемите римски градови на Балканот. Денешното Скопје е секако легитимен наследник на античкиот град Скупи, еден од најзначајните антички градови на Балканот. Почетоците на овој град се врзани за римските легионери и формирањето на градот се случува некаде во првите децении од 1 век. Во време на императорот Домицијан, 84-85 година од нашата ера, Скопје добива статус на дедуктивна колонија. Флавија Скупи. И од тој период започнува еден брз и интензивен развиток на градот Скупи. Па тој станува значаен административен, трговски, транзитен, верски и културен центар. Како прв позначаен датум во историјата на Скупи се смета 168 година пред нашата ера, кога римјаните дефинитивно завладееле со овие простори. Постои предпоставка дека Скупи одиграло значајна улога при натамошното освојување на провинцијата Мезија и дека овде се наоѓал првиот логор на двете легии, 4-та Скутика и 5-та Македоника. Скупи израснало во колонија со населување на ислужените ветерани од легијата 7 Клаудиева. Дедуктивната колонија е основана за време на династијата Флавиевци. Скупи се наоѓал на една од важните римски комуникации што ги поврзувале Егејското море со Подунавието и Средна Европа и во помала мерка Тракија со Јадранското море. И поради тоа во сите епохи на оваа територија минувале културни влијанија и струења од разни страни. Сите влијанија пак се одразуваат и во изработката на предметите за секојдневна употреба, накитот, декоративните предмети и култните предмети. Во историјата на Скупи значајно е да се спомене дека во времето на Диоклецијан од 284 до 305 година градот представувал метропола на провинцијата Дарданија. Подоцна на 2 пати градот бил посетен и од царот Теодосиј I во 379 и 388 година. А во 4 век станува седиште на епископија,
а подоцна и на архиепископија. Урбаното живење замира по катастрофалниот земјотрес во 580 година, а како помала рурална населба обстојува се до 10 век. Преку предметите од античкото Скупје дознаваме многу интересни нешта, врзани за градот и за секојдневното живење во него. Прекрасниот коринтски капител, изработен од мермер, потекнува од 3 или 4 век, откриен при археолошките истражувања на цивилната базилика и представува редок пример од овој вид. Покрај коринтскиот капител откриени се и поголем дел на архитектонска и декоративна пластика, говори дека цивилната базилика представувала еден од најрепрезентативните објекти во Скупје. Меѓу многобројните предмети кои датираат од првиот век од нашата ера, спаѓаат и чашите, бокалите, светилките, украсните коскени игли, пелекзиите, накитот, во кои спаѓаат 2 фибули со федер, 2 плочисти фибули, 2 прстена. И дека луѓето од Скупје им бил значаен и надворешниот изглед, говори огледалото кој потекнува од првиот век. Монетите кои потекнуваат од времето на различните императори говорат пак за економската страна на живењето во Скупје. Зооморфниот бокал кој потекнува од првиот век се користел при изведување на ритуали, но немал некоја поголема употребна вредност, бидејќи бил изработен од слабо печена глина. Пронеден е во гроб и се претпоставува дека бил поврзан со дел од погребните ритуали, поврзани со култот на Дионис и Хермес. Дионис е божество кое повеќе пати умира и се раѓа, а Хермес пак ги води душите во подземниот свет. Во првиот и вториот век за Скопската котлина се карактеристични и увезени предмети, садови, но такви изработувале и локалните мајстори, внесувајќи своја креација, но задржувајќи го и влијанието од другите периоди, особено од хеленистичкиот. Стаклените садови пронајдени во источната некропола датираат од првиот или вториот век и навистина изгледаат прекрасно. Говорат за умешноста на мајсторите, креативноста и за врвното чувство на естетика. Златото во овој период влегува во мода, зашто говорат златните листови, плакети со представа на медуза и обетките. А дека солзи се собирале во сад, говори и лакримариумот. Каков бил приборот за јадење на жителите на Скупје во периодот помеѓу првиот и третиот век на нашата ера? И за тоа има одговор. Кантеровиден сад, стаклен бокал, стаклена чаша, црпалка, паници со коскини ладици, кантар. А веднаш донив и монети од неколку римски императори. Парите секако им биле потребни на жителите. Монетите кои што ги користеле како покупнина, пари им биле потребни и за медицински прибор, како и за прибор за козметика и прибор за пишување. Статуетата на младото момче кој потекнува од вториот или третиот век се претпоставува дека на неј е представен Аполон, а вотивните плочи од култот на дунавските коњаници, направени од олово и мермер, потекнуваат од третиот век. Двете вотивни плочи потекнуваат од Скопската околина, село Радишани и село Нерези, а едната од штипскиот локалитет Ежовград. Постоењето на античкиот театар во Скупје говори за нивото на културниот живот и за културните навики на неговите жители. А пронајдените римски светилки, изработувани од печена глина и со ликови на комични маски, асоцираат на можеби една весела атмосфера во градот Скупје и на комичните представи кои што во еден период се одржувале на сцената на Скупскиот театар. Полн интензитет и развој на градот се забележува во првиот и вториот век, се до катастрофата која доживува со нападот на готите од 269 година. А потоа покусото затишје, кон крајот на третиот и почетокот на четвртиот век, започнува нов процес за градот Скупје. Во овој период интензивно се гради
и од тој период датираат форумот, цивилната базилика, градската вила и термите. Тој е период на владење на Константин I. Од тој период потекнуваат и монетите кои се ковале во негово време. Потоа разновидниот накид, прекрасните керамични стомни со една рачка, две рачки и стомна со печатен орнамент. Да споменеме дека во оваа постојана поставка во Музеот на град Скопје, покрај предметите и монетите пронајдени како гробни прилози кои потекнуваат од Скупи, презентирани се и неколку наоди од локалитетот Рамниште во село Зелениково. 3 златни прстени, златна фибула и неколку монети кои им на Константин II и Константий. Да споменеме дека според пронајдените наоди во Скупи е регистрирано и постоење на масовни работилници за изработка на керамични предмети, кои постоеле во 4 век, каде се изработувале посебно карактеристични садови, што ја сочинуваат така наречената македонска сива керамика, но и садови со печен орнамент. Во историјата на Скупи по катастрофалниот земјотрес од 580 година, за која што известува хроничарот Марцелин Комнес, се знае мошне малку. Случајните наоди кои датираат од 5 и 6 век, меѓу кои грнињата, крстот, монетите од Анастазии, Јустин I и Јустинијан I, светилките, говорат за постурбаната фаза на градот Скупи. Завршувајќи прошетката низ времето преку прекрасните предмети, изложени во музејските витрини, ни остануваат уште неколку интересни податоци кои откриваат уште по некој детал за минатото на Скупи. Епиграфските споменици од римско време даваат многу информации за животот и за организацијата на животот во еден антички град. Постојат повеќе видови на епиграфски споменици, но воглавном тие се делат на два вида, на приватни и на државни надписи. Меѓу приватните најзастапени или оние кои што најчесто се среќаваат, тоа се надгробните споменици и вотивните споменици, а меѓу официјалните почесните споменици, потоа жртвениците и милјоказите, кои го покажувале правецот и насоката на движењето и оддалеченоста помеѓу два антички града. Саркофазите, надгробните споменици и милјоказите, кои се поставени пред Музеот на град Скопје, потекнуваат помеѓу 1 и 3 век, а од нив и од многуте други епиграфски споменици се дознава за многу нешта поврзани со градот. За неговото име, потоа за ветераните од легијата 7 Клаудија, кои биле носители на високи цивилни градски функции, потоа од епиграфските споменици се дознава и за како на други цивилни и свештенички функции, како квестор, едил, августал, аугур и други функции. А пак за значењето на Скупи како еден значаен транзитен центар, најдобар доказ се милјоказите, камените ознаки кои говореле за растојанијата помеѓу Скупи и другите градови. Прошетката низ минатото на Скопје тука не завршува. Овие приказни им се надоврзуваат уште на многу други приказни во следните епохи од долгиот континуиран живот на територијата на Скопје.